Последно издание на Дневникот Добро вечер. Над 15.000 садници денеска беа засадени на Даштефрит. Акцијата се спроведува по 16 пат. Во соседните општини беа засадени по 1000 зимзелени садници. Средношколци, представници од армијата, вработени во државни јавни установи, институции, како и представници од политички партии, од власта и од опозицијата се вклучија во денешната акција Ден на дрвото, засадија својата иднина. На Даштеврит, на локација непосредно над стамбените единици, во населбата Гоце Делчев се садеа 15.000 садници, белбор и аризонски чемпрес. Во акцијата се вклучи и министерот Шабани. Гледаме дека подолго време се инвестира и веќе резултатите се на виделина. Многу е битен, велам, заради фактот дека до толку големи загадувања на сите наши градови, добро е да се подигне свеста на уште повисоко ниво, да се апелира уште повеќе, да се сензибилизираат сите можни категории, да што почесто ние инвестираме во нашата екологија, во нашиот воздух, заради иднината на нашите деца и на сите нас заедно. Дамјановски смета дека треба да се работи на подигање на јавната свеска и граѓаните. Како секоја година, локалната самоуправа се приклучува на акцијата на Влада Република Македонија, засади дрво, засади своја иднина, нели? Значи екологијата е централен проблем во светот. Македонија се приклучува на таа агенда. Председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и координатор на советничката група на коалицијата за подобра Македонија, Драган Петковски, ја поздрави акцијата и рече дека станува збор за проект кој добива поддршка од сите чинители во општеството. Сите заедно, како што гледате, без разлика на партиска припадност, без разлика на етничка припадност, значи сите да направиме нешто за нашиот град. И ова е еден проект кој што е поддржан буквално од сите во Република Македонија, и ние го поддржуваме. Мој апел е само до граѓаните на Куманово да и после засадувањето на овој терен тука да направат нешто и за одржување на овие садници што ние ќе ги засадиме тука. Од јавното предпријатие Македонски шуми смитаат дека акцијата ќе вроди со плод. Денеска имаме околу 15.000 садници, аризонски чемпрес и белбор садени се тука. Мислим дека услови се убави, има влага и надам дека 80 до 90% ќе биде заватени. Граѓаните се надеваат дека на оваа локација за неколку години ќе се формира убав зелен појас. Крива Паланка е една од 100 локации во земјава на кои денеска се вршеше пошумување во рамки на традиционалната акција Ден на дрво. На површина од 4 хектари на локалитетот Присој во близина на Бегови Бавчи беа засадени околу 4000 багремови садници. Околу 4000 багремови садници беа засадени на површина од 4 хектари на локалитетот Присој во непосредна близина на населбата Бегови Бавчи, во рамки на традиционалната есенска акција Ден на дрво. Под мотото "Засади успех" во акцијата масовно се вклучија најмладите кривопаланчани, учениците од повисоките класови од двете основни и средното училиште, заедно со своите ментори, вработените во локалните и државните институции, како и сите заинтересирани граѓани и здруженија. Освен на овој локалитет каде што се вршеше до пошумување и глолесни и листопадни садници беа засадени и на повеќе други зелени површини во градот, и тоа во дворот на детската градинка Детелинка, потоа на влезот во градот, а символично садници беа засадени и во близина на граничниот премин. Општина Крива Паланка редовно учествува и доста големи површини пошумуваме. Впрочем, Крива Паланка е познато уште во минатиот период по пошумувањето. Еве и оваа година се пошумуваат околу 4000 садници на површина од 4 хектари, овдека над поранешната фабрика Карпош. Воедно ќе бидат пошумени површини во школскиот, во дворот на градинката, во некои површини кои се така ударни површини на влезот на градот во Крива Паланка и со декоративни садници каде што ќе се пошумува чемпрес и каталпа. Ќе имаме еден убав ден, денеска ќе имаме еден ден кој ќе биде посветен на дрвото, ден кој ќе биде посветен на природата и сметаме дека ќе биде убаво.
Задоволство од масовниот одзив на граѓаните изрази претеничката Митовска, која редовно се вклучува во акцијата, со апел грижата за природното богатство да биде на највисоко ниво. Јас сум задоволна од тоа како досега се одвиваше акцијата и мило ми е што секоја година Кривопаланчани излегуваат се помасовно токму на овој ден, при тоа нели сакајќи да дадат свој допринос и да си засадат дрвце. Значи денеска беа вклучени вработените во сите институции, беше вклучен и градоначалникот и јас како пратеник. Ние сме тие кои треба да дадеме пример на младите генерации дека денешнава акција треба да ја поддржиме сите заедно. И би сакала тука да апелирам, значи денеска засадивме дрвца, искрено се надевам дека голем дел од нив ќе се зафатат и потоа треба и ние луѓето да бидеме грижливи кон нив и да не си ја уништуваме природата. Граѓанската акција за пошумување редовно ја реализира локалната самоуправа во партнерство со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и јавното претпријатие Македонски шуми. Околу 40 садници во чест на прерано загинатиот директор на Центарот за култура Роберт Павлевски се засадија на посебна парцела на Даштефрит. Дрвцата ги засадија неговите колеги со задача во иднина да се грижат за нив. Во чест на прерано загинатиот директор на Центарот за култура Трајко Прокопиев Роберт Павлевски, колегите засадија 40 садници на посебна парцела на Даштефрит. Тие садници ги засадија во чест на негово сеќавање. Се разделивме нашиот пријател, колега и директор Роберт Павлевски и денешниот ден во чест на негово сеќавање го обележуваме со засадување на 40 садници на оваа парцела со задача во иднина да ја одржуваме, да се грижиме за растењето на дрвцата и на тој начин да земеме активно учество во денешниот ден. За колегите на Павлевски ова значи едно огромно сеќавање на нивниот пријател, колега и директор, со кој имаа поминато многу убави денови. Инаку Роберт Павлевски загина во сообраќајна несреќа што се случи на булеварот 3 Македонска ударна бригада во Куманово. Тој се здобил со фатални повреди и починал на самото место. Во акцијата Ден на дрвото се приклучија учениците и вработените од основното училиште Крсте Мисирков од Куманово. Тие засадија околу 10 садници и го исчистија училишниот двор. Акцијата Ден на дрво беше одбележана и во другите училишта од градот со слични активности. Во акцијата Ден на дрвото се приклучија и учениците и вработените од основното училиште Крсте Мисирков од Куманово. Тие засадија садници и го исчистија училишниот двор. Повикани се ученици од секој одделение, имаме организирано тоа, правиме на годишен план. Секој училиште, секој одделение паралелка си има екотим од ученици кои се повикани денеска да дојдат. Потоа нашето училиште има еко тим што е на ниво на училиште од возрастните наставници и други вработени, одржувачи на хигиена, во кој секако си директорот и помошникот на директор и стручната служба. Потоа ја поврзуваме наставата со екологија, значи целосно сме посветени да ја развиеме еколошката свест на учениците, да и во наставата ја поврзуваме со настани кои се поврзани со адекватни за екологија. Вработените од училиштето велат дека преку овие акции се зголемува свеста кај децата за одржување на чиста околина. Засадени се околу 10 листопадни зимзелени дрвја во училишниот двор, а групите се организирани од по 10 ученици од секој одделение скоро и сите имаат своји активности во засадувањето на дрвата. Тие се прилагодени во дворот на училиштето. Инаку ова училиште редовно одбележува повеќе активности од еколошки карактер. Оваа година имаат реализирано вкупно 5 такви акции. Акцијата Ден на дрвото беше одбележана и во другите основни училишта од градот со слични вакви активности, а учениците од средните училишта садеа дрвца на Даштефрит. Сирика се породи денеска во Кумановската болница. Ова е прво породување на мигрантка во Кумановската болница. 30-годишната жена родила здраво женско дете, 6 во незиното семејство. 30-годишна Сирика од градот Алепо денеска се породи во Општа болница Куманово, информираа денеска надлежните од болницата. Таа се породила утрово, а била донесена со возило на итна помош од прифатниот центар од Табановце.
Сириката родила здраво женско бебе, 6 во незиното семејство. Ја донесоа тука пациентката, како за секоја. Протоколарно ние на прием правиме ЦТГ, ЦТГ-то беше уредно. Ја однесовме во родилна сала, се породи во 8:35, роди живо женско, 2 кила и 900 грама, со добар абгар, 8-9. Лекарите сметаат дека пружиле добри услови за породување на мигрантката, како и на секој пациент. Жената сакала веднаш да се замине, но од болницата додаваа дека ќе остане некој ден за понатамошно следење, иако и пациентката и новороденото се во добра здравствена состојба. Баравме информација, пошто немавме никаков документ за идентификација, дојде од Црвен крст, ни донесоа информација која е, што е, за да ја запишеме, и они се вратија после сат време, па донесоа работи алишта за пациентката, за мајката и за бебето. Жената е 30 годишна возраст, шестородка. Сириката од Алепо со сопругот и 5 деца од Табановце, по закрепнувањето ќе го продолжи патот кон земјите од Западна Европа. Женски автобус денеска го посети Куманово во организација на Зонта клуб од Скопје и УСАИД. Женскиот автобус пристигна на градскиот плоштад, при што учесничките ги информираа граѓаните за целта на проектот, поделија флаери и информираа за фактот дека на глобално ниво секоја трета жена е жртва на насилство. Организацијата Зонта клуб Скопје во соработка со организацијата Сирма од Куманово со подршка на USAID денеска во Куманово ја промовираа кампањата Не за насилството врз жените. На градскиот плоштад беше промовиран портокаловиот автобус, а учесниците во кампањата ги информираа граѓаните за целта на проектот. Може да кажеме дека за жал насилството не е намалено. Во Република Македонија секоја трета жена е жртва на семејно насилство и дека се залагаме ова барем да се малку од малку ублажи. Ние како организација исто така се залагаме и за подпишување, односно ратификација на Истанбулската конвенција, која ќе допринесе барем сите оние што работат да го најдат вистинското место, а со тоа ќе ја притисне и државата, нашата Република Македонија, да отвори што поголем број на шелтер центри. Преку спроведување на проектот Женски автобус, до 10 декември ќе бидат посетени вкупно 13 градови во Македонија. Портокаловата боја символизира подобра иднина без насилство врз жените и поврзана е со кампањата што се случува секоја година од 25 ноември, Меѓународниот ден за елиминирање на насилството врз жените, до 10 декември, Меѓународниот ден за човекови права. Морам да кажам дека ние како организатори наидуваме на се поголема и поголема поддршка. Автобусот од ден на ден ни е пополн и пополн и се повеќе и повеќе жени се одлучуваат да не побараат и да побараат помош. Поддршка за кампањата изрази директорот на мисијата на USAID Джеймс Стайн. Well, first of all, I'm very happy to be here in Kumanovo today. I'm very happy I was able to join. Прво и основно да се заблагодарам на вашето присуство овде. Сум многу среќен што можам денеска да бидам во Куманово. Денеска се приклучив на портокаловиот автобус на Зонта клубот Скопје, за кој што има за цел да ја подигне свеста за состојбите кои што ги имаме во Македонија, кои што воопшто не се состојби само што ги имаме во Македонија, тие се и светски, од светски рамки. Секаде на светот се соочуваме со истите проблеми, а целта е да се покрене јавното мислење, да и се испрати порака на жената дека треба да проговори. Кампањата е финансирана од USAID и е дел од глобалната кампања за подигнување на јавната свест "Обои го светот во портокалова боја", која е дел од проектот на генералниот секретар на Обединетите нации "Обединети против насилството врз жените". Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост порака во пресрет на 3 декември. Светскиот ден на лицата со попреченост организираше свечена приредба на која учениците од основните училишта од Крива Паланка и Ранковце со песни, рецитации и драмски изведби ги развеселија лицата со попреченост од општината. Виножитото има 7 различни бои, а сепак како целина е импресивно. На раката имаме 5 различни прсти, а сепак заедно функционираат безпрекорно. Секој од нас различно изгледа, а заедно сме најсилни. Тогаш, зошто да се делиме и да правиме разлика помеѓу лицата со една или друга маана, кога човек без недостаток не постои? Вака напиша една од ученичките од Крива Паланка која учествуваше на конкурсот распишан по повод 3 декември, Светскиот ден на лица со попреченост.
со творење на разни начини преку сликање, поезија, проза, музика, песна, игра и глума, учениците од двете основни општински училишта од Крива Паланка, Илинден и Јоаким Крчовски и учениците од Христијан Тодоровски Карпош од Ранковце, како и најмладите од предучилишната установа Детелинка, се вклучија во манифестацијата за одбележување на 3 декември, која ја организираше Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака Крива Паланка. Михајло Колев, секретар на Порака, истакна дека програмата за одбележување на 3 декември годинава е обемна и разнолика, а покрај бројните музички и драмски изведби од учениците, за пофалба е фактот што на литературниот конкурс пристигнале над 200 творби од основците од двете општини, со што е постигната целта да се анимира помладата популација со прашањето за правилна и добра инклузија на лицата со попреченост во образовниот процес, но и во сите случувања во општеството. Годинашното мото на кампањата за одбележување на 3 декември е интеграција на лицата со попреченост во општеството. Година изготвивме програма за одбележување на денот на лицата со попреченост, во која што ги наведовме сите активности кои ќе се случуваат или ќе се случат за време на настанот. Јас би издвоил само неколку од тие. Прво распишан беше јавен конкурс, доставен до основните училишта во Крива Паланка и едното во Ранковце, за изготвување на ликовни творби, а прв пат во оваа година имаме изготвување на проза и поезија. Изненадувачки беа резултатите од апликацијата, затоа што реков дека преку 200, може и повеќе од 200 апликации имаше во сите 3 области. Наставниците стварно мака маршија, како да кажам, да ги изберат оние што најдобрите. Наша интенција е на овој начин да ја подигнеме јавната свест, посебно кај учениците, посебно кај учениците, затоа што велиме дека основното мото на оваа кампања, оваа година е интеграцијата на лицата со попреченост во општеството. Значи, по тој основ поаѓаме и од посебно во делот на образованието, зашто се работи за помалата категорија на лица, во претшколското образование, во образованието, средното образование и така натаму, затоа што велиме дека интеграција без образование е многу тешка, многу тешко се случува во денешницата. Иако по основ на интеграцијата тука подразбираме јавната свест, вработување, сервисни служби во домашни услови и така натаму. Приредбата која досега се одржуваше од Дневниот центар за лица со телесна или ментална попреченост, овој пат беше организирана во спортската сала на Основното општинско училиште Илинден во прилог на интеграција на лицата со попреченост во заедницата. Истите беа најбројна публика и уживаа во настанот приреден во нивна чест. А учениците, покрај сето она кое го прикажаа, ја покажаа и својата креативност, изработувајќи украси што им ги подарија на корисниците од Дневниот центар. Јас изработив 3 украсни теглички и ќе им ги подарам на моите другарчиња. Јас изработив украсно шише и ќе го подарам на моите другарчиња со посебни потреби. И јас изработив украсно шише и ќе го подарам на нашите другарчиња со посебни потреби. И ќе им ја честитаме новата година. Јас ќе му подарам ова честитка и ќе му посакам среќна нова година, да бидат многу весели и здрави. Јас изработив оваа кукла и сакам сите денови да им бидат среќни. Според надлежните, фактографијата по однос на бројот на лица со попреченост во општеството секогаш е варијабилна, а според статистиките на Светската здравствена организација, околу 1,5 до 2% од светската популација се лица со интелектуална попреченост, додека бројот на лица со каква била инвалидност изнесува околу 15% од вкупното светско население. Инаку Дневниот центар за лица со телесна или интелектуална попреченост од Крива Паланка е прв таков формиран во Македонија и постои 20 години, а моментно 23 лица со попреченост од општината ги користат неговите услуги. СИД Македонија е центар за развој на менаџери, предприемачи и извршни директори од цела Македонија. Како едукативен центар за развој на бизнис го има во 14 земји во светот. Поради успешноста на пилот проектот се укажа и потребата да се започне со предприемачка програма за деца и млади од 8 до 28 години. СИД Еду е програма која ги насочува младите кон подигнување на креативноста, имагинацијата, вредностите и способностите.
СИИТ-до е креирана да ја надополни потребата на децата и младите успешно да влезат во светот на идните професии и да развијат вештини за успешно искористување на нивниот избор. Програмата се фокусира на подигнување на предприемачките вештини, притоа хранејќи ги уметничките и духовните потреби на учесниците и е наменета за деца и млади од 8 до 28 години. Целта на ова програма е да помогне во создавање идни генерации кои ќе го користат сопствениот потенцијал за успешен, среќен и исполнет живот. Од 8 до 14 годишна возраст кај децата се развиваат сите оние способности, вештини кои што може преку оваа програма да ги запознаат со тој предприемачки дух или со сите тие професии кои што дополнително во животот треба да се определат за некои од тие професии. Целата методологија се состои во вклучување во процесот на практичното работење во компании, слушање на успешните приказни и заедничка соработка со сите оние компании кои што во СИИТ Македонија се долгогодишни наши членови и спонзори. Се учи преку посета на компании, практична работа, запознавање со успешни приказни, истражување, размена на искуства со деца и млади од странство, а сето тоа придонесува со леснотија да се препознаат и избираат професии кои се во склад со природата на индивидуата. Како што информира секторот за внатрешни работи Куманово, вчера околу 15 часот во Куманово пред основното училиште на Емфрашери на улица Страшко Симонов непознат сторител со закана со пиштол извршил разбойништво во обид над Б и 37 години. Имено додека оштетената одела на кај дома, сторителот од зад грб и се приближил, ја фатил за ташната и откако не успеал да ја земе и се заканил со пиштолот, со тупаница ја удрил во пределот на лицето и ја одзел ташната. Откако оштетената почнала да вика, сторителот ја оставил ташната и избегал во непознат правец. Лицето Б е упатена во медицинскиот центар во Куманово, каде ја окажана лекарска помош и констатирани се телесни повреди. Од страна на полициски службеници, осомничениот е фатен и лишен од слобода, а се работи за ПН од Куманово и по целосно расчистување и документирање на настанот против истиот ќе биде поднесен соодветен поднесок. 21 дело изработено во комбинирана техника од песок и акрилни бои беа прикажани на изложбата во Уметничката галерија во Куманово на Александар Симоновиќ, насловена како Дрвото на животот. Самите дела отстапуваат од класичните норми и се полни со символика. Во Уметничката галерија во Куманово беше отворена изложбата на слики на Александар Симоновиќ со наслов Дрвото на животот. Присутните на изложбата имаа можност да погледнат 21 дело изработено од последната продукција на авторот. Ова е негова пета самостојна изложба која е работена во комбинирана техника, песок и акрилни бои, која представува континуитет на неговите претходни изложби и истражувања. Овој пат изложувам 21 дел, од кој едната е триптих, работени во техника комбинирана техника, значи работам со песок и со акрилни бои. Мотивот кој е застапен во моите дела е комбинација од некој абстрактен геометризам и овој пат покрај абстракцијата внесувам и одредена приказка. Драгана Спасковска, кустос историчар на уметност од Националната установа Музеј Куманово, вели дека делата се работени во интересна техника која отстапува од класичните норми, полни со символика, отсликуваат филозофско-религиски и математички визуализации на универзумот и на природните елементи околу нас. При секој негово ново излагање, при секоја негова нова изложба се забележува дека напредува во една нагорна развојна линија во употребата на символиката, на концепцијата на просторот и на геометризацијата на делото. Симоновиќ дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, учествувал на повеќе групни изложби и ликовни колонии во Македонија и странство. Алијансата постојано се повикува дека мора да биде почитувано меѓународното право и сите превземени обврски. Мислам дека тоа треба да се однесува и на нашата земја, нагласи председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, кој упати честитки до Црна Гора, која доби покана да стане 29-та полноправна членка на НАТО.
Очекуваме, подвлекува председателот Иванов, Алијансата да го има предвид сето оно што е нова реалност и сето оно што досега Македонија го стварила на патот на незиното членство во НАТО. Ние како земја од овој регион се радуваме за секој успех на секоја земја, затоа што успехот на секоја поединечна земја предонесува кон стабилноста и сигурноста на целиот наш регион. Меѓутоа, мора да се има предвид дека Македонија одамна ги има исполнето сите услови кои се предвидени за членство за НАТО, но поради блокадата од нашиот јужен сосед се уште сме во статус кво состојба, наведе председателот Иванов. За сите овие работи во изминатиот период потсети дека информирал многу светски државници со кои остварил средби. На сите тие средби било укажано на последиците од блокадите и статус кво состојбата во која се наоѓа Македонија. Блокадите предизвикуваат фрустрација кај нашето население, но и кај целото општество. Македонија досега се покаже како почитуван извонреден партнер на Алијансата, затоа што учествува во сите мисии во кои е поканета, но и досега остваривме 16 акциони планови за членство и го почнуваме 17 така наречен мировен акционен план, а се уште го немаме добиено оно што го заслужуваме, изјави македонскиот претседател. Договор за воена техничка соработка подпишаа Србија и Словенија. Полицијата во јужниот италијански град Реджо ди Калабрија запленила 344 килограми чист кокаин во вредност од околу 70 милиони евра. Ова се вестите од светот. Андреја Катич, која е министер за одбрана на Словенија, и српскиот колега Братислав Гашич вчера во Љубљана подпишаа договор за воено-техничка соработка меѓу двете земји. Подпишаниот договор ќе ни овозможи поактивно да соработуваме во областа на одбранбената логистика и особено во одбранбената индустрија, изјави на пресконференција шефот на словенечкото министерство. Според Катич, на прво место договорот ќе овозможи да се подобри интеракцијата на одбранбените предпријатија во научно-техничката и технолошката област по производство на оружје и опрема, спроведување на истражување и развој на нови видови на оружје. Документот предвидува користење на единствен систем за стандардизација и кодификација на оружјето, како и размена на експерти со цел подобрување на квалитетот на подготовките и обуката на војниците. Полицијата во јужниот италијански град Реджо ди Калабрија објави дека запленила 344 килограми чист кокаин во вредност од околу 70 милиони евра. Дрогата е пронајдена во текот на викендот во големото индустријско пристаниште Џоја Тауро во Калабрија, што е еден од главните влезови на каков било шверц во Италија. Товар од 55 килограми кокаин е пронајден во контейнерот од Бразил за Словенија. Според документите цитирани од агенциите, контейнерот пренесувал алуминиум. Втората пратка од 289 килограми е отворена во друг контейнер, кој патувал од Бразил за североисточниот италијански град Трст. Во декларацијата се вели дека во контейнерот се превезува кафе. Според италијанската полиција, од почетокот на годината во тоа пристаниште се запленети околу 932 килограми кокаин. Во повеќе неделни врнежи и поплави во индискиот град Ченај, животот го загубија повеќе од 200 жители. Индиските власти распоредија голем број на војници, а затворен е главниот аеродром во главниот град на државата. Илјадници патници се заглавени на меѓународниот аеродром и се откажани неколку десетици летови. Властите информираат дека на терен се наоѓаат неколку илјади спасувачки екипи со медицинска опрема и опрема за нуркање. Од Хидрометеоролошкиот завод на Индија информираа дека дождот нема да престане ниту во наредните 72 часа. Кошаркарите на Куманово во овие моменти во спортската сала го играат надпреварот против полската екипа Роса Радом во рамки на ФИБА Еврокупот. Овој надпревар нема резултатско значење, па поради тие причини тренерот на Куманово Страшо Тодоровиќ може да експериментира со составот. Во европското надпреварување кошаркарите на Куманово и покрај најавите дека ќе атакуваат за пласман во следната рунда, истото не се случи поради слабите резултати. Моменталниот резултат е 87-72 за завршницата од мечот во утрешните информативни изданија. Ракометната федерација на Македонија испрати кандидатура за организација на квалификациската група за Олимписките игри во Рио 2016.
Ракометната федерација на Македонија испрети писмо со намера до Европската и Светската ракометна федерација, представувајќи подготвеноста на нашата земја за организација на квалификацијската група за Олимписките игри во Рио 2016. На ИХФ конгресот што се одржа во Сочи при состанокот на земјите членки на Европската ракометна федерација, председателот на ИХФ Жан Брио и подпредседателот на ИХФ Арно Лавсон и посочија на земјите кои се во конкуренција за учество на квалификацијските турнири да изразат својата намера во писмена форма за организација на еден од тие турнири, извести од Ракометната федерација на Македонија. По завршувањето на азиското првенство на кое Катар ја освои шампионската титула, само уште еден филтер преостанува пред Македонија да обезбеди учество во една од трите квалификацијски групи за Олимписките игри 2016. Тој филтер се однесува на Европското првенство во Полска во јануари, каде доколку титулата ја освои Франција, Полска, Шпанија, Данска, Хрватска или Германија, тогаш Македонија поради пласманот на светското првенство во Катар ќе обезбеди место на квалификацијскиот турнир за Олимписките игри. Фудбалерите на Гоблен од Куманово го завршија есенскиот дел во третата лига на второто место зад водечката Локомотива. Тренерот на екипата Имери е задоволен од учинокот, а за пролетниот дел најавува освојување на првото место и пласман во второлигашката елита. Господин Имери заврши есенскиот дел, екипата на Гоблен второ место со 2 бода за останување за водечката Локомотива. Да направиме еден краток осврт за учинокот на вашата екипа. Вака, ние пред се сме задоволни од учинокот на нашата екипа, посебно од играчиве, кои дадат допринос и максимум да стигнеме до второто место и да зачуваме позицијата за влез. Мислам за на крај да бидеме и први на табелава. Шансите ни се релативно добри, бидејќи Локомотива пречекуваме на нашиот терен во пролетниот дел. Ова есенскиот дел заврши како и што очекуваме според планираното, очекувајќи дека ќе бидеме на самиот врв и така и бидна. Со Локомотива играме во Скопје, значи до игрокниот конкурент го имаме победено на нивниот терен. Така да мислам шансите се на наша страна да на крајот ја оствариме целта, бидеме први и играме бараж за втората лига. Да не кажете сега престои пауза во овој есенски дел, како и некој начин ќе ги извршувате подготовките за пролетниот дел? Да, моментално сме на пауза, значи по новата година ќе почнеме со подготовките за пролетниот дел. И тука некаде средината на јануари ќе почнеме со подготовки. Мислам дека ќе успееме да се подготвиме и да бидеме целосно подготвени за да на крајот се оствари целта на ова надпреварување наше. Ќе има некои засилување во играчкиот кадар за да бидете уште посилни во пролетниот дел? Ние моментално играчкиот кадар, фонд на играчки кадар имаме доволен, меѓутоа ќе се потрудиме да доведеме уште некој. Не можам да истакнам сега имиња во овој момент. Во фаза сме на преговори и ако успееме, тоа ќе биде добро за нашата екипа. Ние сме отворени кон сите играчи, посебно млади играчи, кои мислат дека можат да допринесат, можат да играат фудбал и се талентирани да си покажат своите квалитети кај нас. Ние сме отворен клуб, така да секој може да приступи кон нас. Во секој случај, екипата на Гоблен ги има сите предуслови во наредниот период да израсне во стабилен клуб во сите сегменти. Милан по продолжение избори осми на финале во Копа Италија. Филаделфија конечно победи по 28 порази поред. Кливленд со прв пораз на домашен терен. Русија забранува увоз на турски фудбалери. Екипата на Милан, која важеше за апсолутен фаворит на дуелот со второлигашот Кротоне, дури по продолжение синоќа успеа да го скрши отпорот на гостинот и да се пласира во осми на финалната фаза од италијанскиот фудбалски куп. По 1-1 во основните 90 минути, Милан во продолженијата постигна 2 погодока за вкупни 3-1. Следен противник на Милан е Самдорија. Изминатава ноќ во NBA лигата беа одиграни 6 надпревари, а вечерта ја одбележа првата победа на Филаделфија сезонава, и тоа над LA Lakers со 103-91. Во дербито на вечерта Вашингтон славеше против Кливленд со 97-85, а на останатите дуели победи забележаа Бруклин, Мемфис, Орландо и Далас. Вашингтон му го нанесе првиот пораз на Кливленд сезонава на домашен терен, посебно благодарение на Џон Вол, кој одигра одличен надпревар.
Рускиот министер за спорт Виталий Мутко, кој воедно и председател на Фудбалскиот сојуз на Русија, обелодени дека на руските екипи ќе им биде забрането во зимски преоден рок да ангажираат турски фудбалери. Оваа мерка се поврзува со неодамнешниот инцидент кој се случи на турско-сириската граница, кога беше срушен еден руски воен авион, пошто Москва реши да ги преиспита односите со Турција, но никој не се надеваше дека дел од тоа ќе биде и фудбалот. Воедно Руското министерство за спорт ги посоветувало клубовите да се откажат од намерата да ја користат Турција како дестинација за подготовки на екипите во зимскиот период, на што веќе согласност искажале екипите на Спартак и Локомотив од Москва, Краснодар и Рубин Казан. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Вакво време ќе се задржи и во наредните денови. Какво време ќе има североистокот од временската прогноза? Тоа беше се за денес. Ви благодарам што не следевте. Имете пријатна вечер.